Просечната плата во Македонија не се покачува. Измамата на власта е во класична промена на методологијата и статистичка шминка. Имено, како што посочивме, а како што потврдија експертите, УЈП под крајно нејасни критериуми извлекло просечна плата, повикувајќи се на селективен примерок, а не врз основа на целокупната база на која ја поседува. Тоа значи дека примерокот е извлечен врз основа на субјективност, со цел да се угоди на владата предводена од СДСМ, за да се покаже нереално покачување на просечната плата. Дали со ваквата методологија се избегнуваат сите меѓународни стандарди со цел економската катастрофа на народот да му се прикаже како економски напредок, иако Македонија заврши 2017 година со нула раст на бруто домашниот производ, додека сите земји во регионов и во Европа имаат забележителен напредок. Станува се појасно дека власта се обидува да го сокрие падот на индустријата во најголем број на гранки, растот на трошоците за живот и цените и паѓањето на стандардот на граѓаните. Дали примерокот е избран случајно или тенденциозно, па во него влегле плати од добро платени компании, администрација, а биле иземени малите предпријатија кои вработуваат најголем број од граѓаните. 24.000 денари може би е просечна плата, но не во државата, туку во партиската економија на СДСМ. Примерот е многу едноставен. Ако се извлече примерок во УЈП од платите на Заев, Тевдовски, Андјушев и ергелата советници околу нив, и на тоа се додадат платите на директорите на фирмите и скапо платените мегафони на СДСМ, тогаш просечната плата, која на некоја идна пресконференција ќе ја представи Тедовски, може да изнесува дури 65.000 денари. Но тоа нема да значи дека огромното мнозинство на граѓани има приближно толкави примања. Ова е скандалозно, бидејќи ако се работи за тенденциозно, субјективно, селективно и манипулативно применување на просечна плата и пресметка, тогаш тоа се вика класична измама. На граѓаните не им се потребни шминкани, а потоа бомбастично објавувани податоци за да знаат дали живеат полошо од минатата година. Впрочем, граѓаните на своја кожа најдобро ја чувствуваат катастрофалната економска политика на СДСМ, Заев, Андјушев и Тевдовски, кои на колена ја клекна економијата и кои доведоа до тоа стандардот на граѓаните од ден на ден се повеќе да опаѓа.